Young Pimp C, I'm fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight. We run shit. I ain't playing with. Здраво, Живо, како е? Јако е. Значи ти си мајсторот на овие пиво. Кажи ми, ова е првата микро пивара во Македонија. Да, прва мала пивара во Македонија, колку што знаеме бар, имаше уште една во Куманово, ама не им успеа нешто баш успехот на дечките. Така да ова е прва што официјално искочена со пива на пазар, да речеме. Добро, кажи ми колку пива произведувате? Во моментов имаме 5 различни пива. Тоа се филтрирано, едно филтрирано, светло нефилтрирано, црвено, златно и црно. Тие се тие 5 пива во моментов. Од тие 5 пива се малце ќе кратиме на 4, зашто свативме дека не име побарувачката баш и за црвено и за златно, така ќе правиме еден хибрид од тие две и со филтрираното сепак ќе си остане, зашто колку што мислевме дека нема пие и сепак испадна дека ќе пие филтрирано пиво. Кажи ми, имињата на пивата се многу интересни. Да, за 3 пиво имаме крстено, имаме најдено имиња. Главното пиво кое што ни е, не знам, поимот на брендот на главниот бренд на пиварата ни е Чаршиско. Чаршиско е пилснер, типичен да речем германски, традиционален германски пилснер, додека Гоце Делчев темното пиво е така малце потешко за разлика од, да можам да кажам, за разлика од повеќето темни пива на Балканов, тоа ја нема онаа карамела да доминира во вкусот, туку повеќе е на изгорениот јачмен. Потоа третото пиво ни е Скендербек. Скендербек ќе биде тој хибридот помеѓу златното и црвеното, малце потемна боја и малце побогат вкус и мирис од обичниот пилснер. Колку произведува првата микро пивара? Па една тура, една варка ни е 500 литри. Неделно правиме моментално по 3 варки, за некое време ќе правиме по 5, минимум 5. Колку ќе се пие поише ќе правиме, од прилика капацитетот максимален и околу 12 тона, 12.000 литри месечно. 12.000 литри месечно? Да. Кажи ми, вака сега, ова е од скоро, нели ние први ексклузивно објавуваме? Да, ова е веќе... Какви се впечатоците, првите впечатоци, какви се на луѓето? Па прилично интересно, многу поразлично што очекував дека ќе видат, во позитивна смисла, не толку негативна. Пивото веќе почнавме со производство пред веќе 5 недели од прилика. Така да, мислам, уште иако пивото му не е она завршна верзија на пивото, уште е како младо пиво, но сепак многу луѓе да го пијат. Ние мислевме дека на почетокот нема многу луѓе да го пијат, поради фактот што не се научили на тој вкус. До сега на наш пазар имало само 2 или 3 млади пива кои што искочиле. Ама сепак луѓе им изгледа интересно, изгледа различно, така да можам да слободно да кажам дека прилично доста се пие. Кој е фаворит? Па сепак Чаршиско. Тоа е брендот на куќата. Најблиско е, можам да кажам, до овие пива кои што сме научени да ги пиеме секојдневие. Така да можам слободно да кажам дека е тој фаворит. Уште еден интересен момент има дека луѓето ќе може да си купуваат пиво за дом. Да. Тоа мислам ништо нова пракса, не измисливме топла вода. Ама по пивари низ цел свет постои таа граулер култура. Доаѓаш си пиеш пиво колку што си пиеш пиво и после зимаш пред идење си пуниш литро, 2-5 литра во големо шише, си носиш дома и уживаш од тоа пиво. Се тоа пиво нема истиот рок на траење како што е тука. Се губи многу малце од газираноста, ама во рок од 5 дена слободно може да се испие. Без никаков проблем. И за 2 сати можеш. Со добро друштво и 2 сати се многу. Ова е конкретно за тебе. Колку време се занимаваш со оваа дејност? Со оваа дејност, буквално со оваа дејност, скоро 3 години. Првото рипање оваа дејност ми беше работев во Австрија во пивара мала. После тоа, кога се вратив од Австрија, тука почнав да правам пиво свое, дома. Па од тоа домашно правење пиво, сега почнавме тука. На малце по-недомашно, малце по-големо.
Отприлика 3 години со ова, иначе со пиво сум бабачко. Едно 8 години, 9, страшно сериозно за занимавање Красен со пиво пиеш. Да, по стомакот се гледа. Од тебе, не од домашни, од овие фабричкиве пиво. Кој ти е најомилено фабричко? Од нашиви или општо интернационално збор? Општо сега не можеме да речем тоа и тоа поради фактот што дефиниција за индустријско пиво кај нас и дефиниција за индустријско пиво низ цел свет е многу поразлична. Ние нашиви индустријски пива се она најосновно на кое што може да го најдеш у цел свет. Дека, например, Белгија, кога би отишол, таму има скроз друга култура на дури на макропивари. Квалитетот и вкусот е скроз различен на пивата таму, така да можам слободно да кажам дека цел белгиски пазар, цел белгиски, да речем, индустријски пазар, слободно би било кое пиво. Значи, Гого, кажи ми повеќе околу процесот за правење на пиво. Значи, што е потребно да се направи пиво? Па, според германскиот закон на чистотата од 1516 година, за пиво се дефинира производ кој што е направен од вода, јачмен, хмелј и квасец, мада квасецот е покасно додаден како состојка. И тој се вика германскиот закон на чистота. Сега има многу теории како е доено до тие 4 состојки, од кои што главната состојка која што е контраверзна во целово е хмелјот, поради тоа што Баварија била најголемиот производител на хмелј во тој период, а баш германскиот крал кој што бил одреден на Баварија го има донесено закон. Во тој период постоеле многу, како речам, верзии, подваријанти на пиво, така да со цел да се расчисти што е пиво, како е пиво, е донесен тој закон. Иако пројдено бабачко време од тогаш, 500 години, сепак германци уште неофицијално го следат тој закон. И тие 4 состојки ги прават до секое пиво. Ние сме до сега баш по тој закон, се уште. Тие основни 4 состојки кои што се главните состојки на секое пиво. Додека пак други пивари низ цел свет користат и по нешто друго. Додаваат, не знам, боровинки во самото пиво, јаболки, цреши, што све не. Кажи ми, процесот конкретно, колку време е потребно да добијам чашиско? Па, за да се добие чаршиско, од прилика, кога би имале време да го направиме пивото без да се испие пред тоа, потребно од прилика минимум 21 ден ферментација, а самиот процес на производство на пивото е околу 8 до 12 сати. Зависи кое пиво се прави и како. Главната работа, главниот трошок, можам да речем, при производство на пиво е период кој што е потребен од завршување на крајот на производството на тие 8 сати, па се до моментот кога ќе можам ја да седам да го пијам пивото и да речам ова е баш пиво, ова е газирано, ова има алкохол и све. Тоа трае од прилика 2 до 3 недели минимум. Што мислиш македонците колку добри познавачи на пивото се? Ич? Ама не се криви македонците, кривниот пазарот, можам да кажам. Кај ние сме научени да го пиеме оно индустријско, лесно, газирано лагер пиво. И за жал, иако имавме една од првите специализирани продавници за пиво во Балканов, не успеавме да го искористиме тоа многу. Сепак има многу, да речам, бир гикови низ Македонија, не толку многу, ама сепак има доволно кои што се интересираат за пиво и пробуваат да откријат нешто ново, да пробаат нешто различно и така натаму. Дали темно пиво е препорачливо на топло време? Темно, светло, ако ме прашаш мене нешто препорачливо, не препорачливо, нема разлика никаква. Единствено, ја кажам, за секое пиво има свое расположение. Не можеш да пиеш темно пиво и ист момент на расположение како што ти е совршено за светло пиво. Колку алкохол има во чаршиско, Гоце Делчев и Скендербек? Во Гоце Делчев има околу 5% алкохол, нешто малце поише од 5, околу 5,1 од прилика. Скендербек е нешто 4,9, а чаршиско е тука околу 4,8. Сега да сега. Покасно малце поише ќе рипа алкохола. Алкохолот зависи од тоа колку јачмен ќе се стави, зашто јачменот е главната состојка која што иде во пивото. Што поише јачмен ставаш, толку поише шеќер имаш во пивото, толку поише квасецот имаш што да јаде и поише алкохол да произведе на крај. Добро,
baby. You fucking with Primo. It's going down, baby. My mic is loud and my production is tight.